За еден месец ќе се знае со колку пари македонските граѓани ќе ги платат грешките на минатата власт за автопатот Кичево-Охрид. Поради грешки во проектирање од минатото раководство, сега цената за негова изведба можно е да биде двојно поголема. Геотехничките испитувања на земјиштето се правеле на едно место, а трасата за тунелот е на друго место, на кое категоријата на земјата е сосема различна. Поради овие проблеми на помош изминатиот период дошол експерт од Австрија, а совети ќе се бараат и од стручни лица од Америка. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов вели дека во моментов се прават некои позиции за кои има обезбедено средства, се врши препроектирање за да се изградат косините, тунелот, клучки и сервисни патишта кои не се предвидени со проектот и се водат преговори околу цената. Доколку работиме по проектот така како што е, можеби нема да ни треба толку многу пари, но патот ќе биде неупотреблив. Значи, треба да изградиме минимум 8 клучки кои што ќе ги обслужуваат луѓето од Кичево до Охрид. Вака како што е проектиран патот од Кичево до Охрид, нит може да се качите, нит може да слегнете. По закон мора да имате сервисни патишта, како луѓето од едната страна ќе одат од другата страна, пример да ги обратуваат своите земјишта или да се движат. Не може да одат по автопат. Значи мораме да направиме сервисни патишта. Тие ги нема во проектот. Ќе биде побарано и од парламентот да се пренаменат од една во друга ставка 220 милиони евра од заемот од Ексим банка, кои сега стојат на располагање, но не може да се искористат. Инаку двата автопата се градат со кредит од 500 милиони долари од кинеска Ексим банка. Ги гради кинеската компанија Синехидро. Во март оваа година рокот за изградба на автопатот поради грешките во проектирање беше продолжен до 2021 година, а специјалното јавно обвинителство води предистражна постапка за начинот на изведба на тендерот и сомнежите за примање мито врз основа на прислушуваните разговори кои премиерот Зоран Заев ги објави кога беше во опозиција. Никола Груевски е првоосомничен во случајот на СЈ Траекторија за злоупотреба на службена положба, односно заместење на тендер за избор на фирма изведувач на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Според СЈ, Груевски заедно со екс-министерот Милејана Киевски, вице-премиерот Владимир Пешевски, како и уште еден функционер, незаконски ја избрале кинеската компанија да ги гради делниците, со што се осомничени дека го оштетиле буџетот за сума од 155 милиони евра.